Сите граѓани имаат право да побараат информација од јавен карактер од институција која има таа информација, а институцијата е должна да ја даде на барателот. Искуството покажува дека студентите и средношколците досега не се нашле во ситуација да побараат некоја информација од општинските власти. Поради ова тие денес се запознаа со работата и организацијата на Тетовската општинска администрација, пошто им беше објаснето кои информации, како и од кого можат да ги побараат, врз основа на законското право за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Заедно со ОПСЕ дојдовме во вашата општина, општина Тетово, да ги запознаеме идните академски граѓани, односно студентите и средношколците со работата на оваа општина, пред се, секторски, како функционира оваа општина, можеби некои од нив воопшто не влегле досега, немале потреба, а потоа ќе ги запознаеме со Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, односно еден закон кој го дава правото за слободен пристап, едно од основните човекови права кои го има и во нашиот устав, меѓу другото. Па колку што имаме искуство од почетокот на законот од 2006 и измените од 2010 до сега, имаме голем напредок, голем, и за тоа сведочи и едно високо 13-то место на нашиот закон во рангирање на светско ниво. Значи, од 96 земји кои го имаат овој закон, Република Македонија се наоѓа на 13-тото место. Според различни критериуми се рангира. Најмногу за тоа што е најлиберален, најотворен, го користат многу невладини организации и граѓани и имаат бенефит од него. Прашањата на студентите кои учествуваа на денешната трибина главно се однесуваа на тоа како да побараат информација од универзитетските управи, бидејќи, како што им беше објаснето, тие имаат право да знаат каде се трошат нивните пари. Често ги интересира, нели, од надлежноста на институциите. Ако е факултет, што работи факултетот, каде се трошат нивните пари. Невладините организации најчесто бараат да им се дадат сите јавни набавки, што е потрошено, колку пари се дадени за, да кажеме, локална инфраструктура и слично. Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со ОПСЕ, вакви средби и презентации на Законот за слободен пристап до информациите одржан из градовите Штип, Охрид, Битола и Куманово. Караванот после Тетово ќе заврши во Скопје.